Почитувани представници на медиумите, добре дојдовте на денешната пресконференција 100 дена влада на Република Македонија, зборот е збор. Имам чест да ви го најавам обраќањето на председателот на владата Зоран Заев. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Република Македонија. Владата на Република Македонија, која започна со работа на 1 јуни оваа година, денеска ги сумира резултатите од своето работење пред вас, граѓаните на Република Македонија. Ова се резултати кои се постигнати после една исклучително сложена и кризна ситуација во нашата земја. Од таа ситуација како победници излегоа граѓаните. Влеговме во нова фаза, во која создаваме еден сосема нов политички амбиент, во кој доминираат транспарентноста, одговорноста, отчетноста и разумните политики од интерес за сите граѓани. Зборот е збор. Ја вративме слободата во земјата, го враќаме и животот. Отчетот за 100 дена влада го правиме во пресред на денот на независноста на Република Македонија, празник што ќе го прославиме со повикот Македонија слободна, слободно живее. Заедно дефиниравме дека се бориме за слободен и подобар живот за сите нас, во општество за сите. Отворивме многу нови процеси. Многу од нив беа незамисливи за нашата политичка пракса. Например, декласифициравме тајни договори што ги правеле владата, министерствата, агенциите, дирекциите. Тајното станува јавно. Откочивме многу закочени, заборавени, а важни активности и работни тела. Например, во Собранието на Република Македонија го обезбедивме присуството лично на директорите на безбедносните служби. Во овие 100 дена не водеа 5 принципи, 5 зададени обврски и важни одредници. Да ги вратиме парите кај граѓаните, да обезбедиме економски развој за подобар живот, да им дадеме пријателско лице, да ги направиме институциите во служба на граѓаните, во сите наши одлуки граѓаните да препознаваат отворена и реформска влада и да ја промовираме нашата земја Македонија како пријател на соседите, која цврсто чекори на патот кон НАТО и Европската Унија. Зборот сега е реалност. Дадениот збор се претвори во конкретна придобивка за граѓаните. Оваа влада е влада на граѓаните и на нивните интереси. Ги препознавме тие интереси и креираме најдобри решенија за нив. И уште повеќе, решенијата стануваат реалност, преточени во мерки од полза за граѓаните, кои во исто време се инспирација за нови потвати. Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, пред 100 дена почна акцијата за враќање на парите кај граѓаните. Оваа влада, уште на стартот на нејзиното работење, се соочи со големиот предизвик да направи ребаланс на буџетот, во чие креирање таа не учествуваше. Наша задача беше да ги лоцираме предвидените непродуктивни, нерационални, непотребни трошоци и да најдеме основа парите предвидени за недомакински трошоци да ги пренасочиме кон потребите од кон граѓаните и кон компаниите. Немаме намера да го финансираме луксузирањето на државниот апарат. Оваа влада нема намера да затвара пари во непродуктивни трошоци, какви што беа рекламирањето на пропагандата и луксузирањето на високите државни функционери со неконтролирани пари за репрезентации и безцелни службени патувања. Доста беше од тоа. Оваа влада има намера и цврста определба да се однесува домакински со парите на граѓаните. Само со кратење на премиерскиот буџет обезбедивме 420 милиони денари. Заедно со другите ослободени средства од ваквиот пристап, реализираме програми кои ќе се остварат со враќање на парите кон граѓаните со услуги, привилегии и конкретни акции. Обезбедивме дополнителни 1.245 милиони денари во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, за да се обезбеди непречена исплата на пензиите и трошоците за вториот пензиски столб, и уште 200 милиони денари за исплата на сите за гарантирани социјални трансфери на граѓаните. Со измените и дополнувањата на буџетот за 2017 година обезбедивме средства за
субвенционирање на минималната плата со цел истата да изнесува 12.000 денари. Со оваа мерка се офатени околу 70.000 наши вработени сограѓани. Трајно го решивме проблемот на стечајните работници кои досега не беа офатени со постојните законски решенија за околу 3.000 лица и нивните семејства. Законот е во собраниска процедура. Обезбедивме 60 милиони денари за поддршка и на туристичките капацитети во Република Македонија и за годишен одмор за најслабо платените работници. Со 9 милиони евра или приближно 500 милиони денари ги поддржуваме активните политики и мерки за поддршка за нови вработувања и за реализација на проектот Гаранција за млади, зашто сакаме младите да останат во Македонија. Обезбедивме 135 милиони денари за поддршка за мали и средни предпријатија и за поддршка на домашни гринфилд инвестиции. Домакинското работење ни овозможи да одржиме уште еден збор. Започнавме процес на укинување на радиодифузната такса. Почитувани, дозволете ми да укажам и на уште една серија важни одлуки. Оваа влада им излезе директно во пресрет на земјоделците, со низ за нови мерки од програмата на владата. Уште во првите 100 дена, пакет од 10 милиони евра стигнува во рацете на овоштарите, лозарите, сточарите и полјоделците. Тоа значи и поддршка на домашното производство на храна. Особено важна е мерката за финансиска поддршка од 10.000 евра неповратни средства за млад земјоделец. Тоа се решенија што недвосмислено илустрираат дека секогаш изнаоѓаме креативни програми и мерки со кои парите ќе ги вратиме назад кон граѓаните. Една таква мерка е и враќањето на ефтината тарифа на струјата. Бевме уведени дека таква можност постои. Со нов домакински пристап на работењето на ЕЛЕМ и МЕПСО, нивните заштеди ќе бидат пренесени како придобивка за граѓаните на Република Македонија, како што е ефтината тарифа на струјата за сите. Почитувани граѓани на Република Македонија, сите овие одлуки на владата на кои досега подсетив, направени се само за 100 дена, се одлуки кои се реално одржливи и кои се спроведуваат врз основа на реални параметри и политики за економски развој за подобар живот. Ребалансот на буџетот е направен врз реални проекции и врз развојни принципи. Ветивме дека во првите 100 дена од мандатот ќе го објавиме вкупниот износ на сите акумулирани обврски на државата кон бизнисот. Долгот го враќаме. Наследивме огромен, неразумно креиран јавен долг. Со реален пристап и со темелни анализи за излезни решенија успеваме да го намалиме со раздолжувања и задолжувања со многу помала каматна стапка. Креираме фискални и финансиски политики кои ќе обезбедат развојот да го намали долгот. Развојот ќе го намалува долгот. Создаваме услови за тоа. Условите што важеа за странските компании, сега ќе важат и за домашните компании. Со домашните компании ја создаваме новата, успешна, економска приказна за Македонија. Да споменам само уште некои од мерките со кои обезбедуваме услови за развој на бизнис иницијативите. Го зајакнавме финансискиот и кадровскиот капацитет на Агенцијата за поддршка на предприемништвото, за координација и спроведување на политиките за развој на мали и средни предпријатија. Македонската банка за поддршка на развојот се докапитализира, за да се зголеми кредитната поддршка и незината способност за реализација на гарантната шема. Донесовме мерки за да ја спречиме нелојалната конкуренција и да ја зајакнеме вистинската контрола на производите. Добивме целосна поддршка за промени во казнената политика. Инсистираме во темелот на оваа политика да биде превенцијата, а не казнената репресија. Создаваме клима за правна сигурност во кој собствениците и работодавачите ќе бидат заштитени од притисоци и стравови. Политиките на владата во енергетиката, транспортот и инфраструктурата добија целосна поддршка на самитот во Трст. Еден од резултатите во Трст е договорот за основање на транспортната заедница на Западен Балкан, проект кој отвара исклучителни поволности за економски развој и подобар живот.
Создаваме добри приказни. Самитот во Трст е добро научена приказна. Регионалната и добрососедската политика секогаш даваат резултати. Например, меморандумот за соработка на железничко поврзување со Република Бугарија, како конкретен резултат на договорот со Бугарија за соработка, пријателство и добрососедство, кој што сам по себе обезбеди 70 милиони евра грант за изградба на пругата кон Република Бугарија како дел од коридорот 8. Почитувани граѓани на Република Македонија, досегашните и идните успешни политики на оваа влада се резултат на определбите да ги ставиме институциите во служба на граѓаните, да обезбедиме институциите да се претворат во сервис за подобар живот на граѓаните, во интерес на граѓаните пред се. Како прво, дозволете ми да укажам на фактот дека сега медиумите имаат можност брзо и со непосредни информации да ги пренесат на јавноста активностите и одлуките од нашата работа, благодарение на редовниот неделен брифинг со новинарите и уредниците. Директно од извориштето на информациите, со можност веднаш да добијат одговори на сите нивни прашања. Даваме точен одговор на секое прашање во најбрз можен рок. Достапни сме, отворени и отчетни. Во одредени министерства, како на пример во Министерството за труд и социјална политика, е воведен отворен ден со граѓаните, секој петок од 9 часот до 13 часот. Владата ги скрати, поедностави и поевтини постапките за повеќе сервисни услуги за граѓаните, особено за социјалните, матичните служби и управните служби. Ги слушнавме пораките на граѓаните и на бизнис заедницата. И од 1 септември започнува да се применува одлуката новото работно време и двосменското работно време во јавната администрација, како и во детските градинки. Го укинавме екстерното испитување. Започнаа темелни промени на образовните програми. Го зголемивме минималниот број денови за консултации на единствениот национален електронски регистар на прописи од 10 на 20 дена. Со тоа им дадовме на граѓаните и на бизнис заедницата двојно повеќе време за учество во јавната расправа, за придонес, за подобрување на предложените закони и прописи, уште во фазата на нивно донесување. Го продолживме рокот за легализација на бесправно изградените објекти. За да дојде до израз целосно принципот институции во служба на граѓаните, и тоа на сите граѓани, ја отпочнавме и подготовката на Националната стратегија за соработка со дијаспората со цел приближување на дијаспората со Република Македонија и развивање на соработка во повеќе области. Почитувани граѓани на Република Македонија, дадовме збор дека оваа влада ќе биде отворена и реформска. Пред сите вас, на 5 јули го презентиравме планот 369. Денеска, само по 2 месеци, на 5 септември, соопштуваме. Владата даде конкретна подршка на Државната изборна комисија за зајакнување на нивните капацитети пред одржувањето на локалните избори. Го реши статусот на дел од вработените и обезбеди простор за трајно користење на комисијата. Ги направивме сите потребни подготовки за подршка на фер и демократски изборен процес, со јасни упатства кои даваат насоки за секој владин функционер и вработен во државните институции, што мора да се избегнува во време на предизборието и кои се последиците од непочитувањето на изборниот законник. Владата се обврза дека задолжително и детално ќе ги објаснува сите законски предлози и дека ќе понуди неделна можност за поставување на пратенички прашања. Владата се стави на располагање на собранието за воспоставување ефективен, редовен и рутински надзор врз разузнавачките служби. Го усогласивме и усвоивме текстот на Законот за јазици, кој што го затвара и последното отворено прашање од Охридскиот рамковен договор. Го подобривме концептот за соработка меѓу владата и граѓанските организации. Сега секој има увид во работата на владата. Пред секоја седница го објавуваме дневниот ред, а по секоја седница објавуваме извештај, записник од суштинските одлуки донесени од владата. Во постапка е утврдување на конечна верзија на нацрт законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги за реформите во медиумите.
Ги прекинавме владините реклами кои беа назначени од домашните и меѓународните фактори како извор на притисоци и контрола врз медиумите, а ќе ги објавиме сите досегашни трошоци за овие реклами. Изготвен е преглед на сите случаи на застрашување, притисоци и говор на омраза против новинарите, за да се поттикне слободното новинарство и да не се повторуваат такви практики во иднина. Владата ги прави достапни и бесплатни информациите од Централниот регистар и од катастарот за новинарите кои работат истражувачко новинарство. Ги декласифицираме и информациите кои се однесуваат на службени патувања, репрезентација и доделување на државна помош за странски компании. Не може да има штета ако јавноста има поголем увид како владата располага со парите и ги заштитува интересите на граѓаните. Формирани се сите потребни работни групи за изготвување на најважните законски решенија, како и Советот за спроведување на реформи во правосудството. А ова недела ќе биде завршена и подготовката на стратегијата за реформа на правосудниот сектор. Владата обезбеди поддршка за зајакнување на кадровските капацитети на народниот правобранител. Се усовршуваат системот за борба против тероризмот и активностите за реформа во безбедносните и разузнавачките структури согласно меѓународните стандарди и препораки. Планот 369 не враќа на брзата трака во евроинтеграцијските процеси за да ја промовираме Република Македонија како пријател на своите соседи, земја која оди цврсто по патот кон НАТО и Европската Унија. Во овие 100 дена немаше ден без средба со нашите пријатели од меѓународната заедница. Сите наши партнери и пријатели ни дадоа безрезервна поддршка. Сите ја препознаа нашата определба и цел – Македонија да биде прифатена, да се гледа на неа како на пријател на патот кон НАТО и Европската Унија. Република Македонија стана посакуван партнер, партнер со кој вреди, со кој треба и на кој може да се смета во предизвиците на меѓународната, на регионалната или на меѓусоседската политика. Потпишувањето на договорот за пријателство, добрососедство и соработка помеѓу Македонија и Бугарија покажа дека таму каде што има политичка волја и идеја за прогрес, прашањата ќе се решат. Овој договор е инспирација и модел за соработка за регионот и пошироко. Тоа е така, зашто оваа влада се определи да води политика на решенија, а не на проблеми. Овој наш став е втемелен и во реафирмацијата на односите со Република Грција. Само позитивен пристап во решавањето на отворените прашања меѓу државите со меѓусебно почитување и разбирање е еднината на регионот. На самитот на Западен Балкан во Трст во рамките на Берлинскиот процес со поддршка на Европската Унија проактивно учествувавме во иницијативата која смени сликата, историјата, но и економијата и стандардот на граѓаните на земите во регионот. Ефектите очекуваме да бидат многу позитивни. Од место што продуцира кризи во регионот на безбедноста и стабилноста, признанието што таму го добивме од Андреја Меркел, од Борис Џонсон и од Емануел Макрон е недвосмислено. Односите со Соединетите Американски држави, со воената вежба на Криволак, ги поставивме на ново, квалитетно рамниште на глобален, безбедносен план. Средбата со американскиот подпредседател Пенс во Подгорица беше нова афирмација за нашата НАТО аспирација. Поддршката за цврстата определба на реформската влада на Република Македонија и за враќање на земјата на патот на европските интеграции безрезервно пристигна и од Кралството Шведска и Кралството Норвешка, преку заедничка декларација за партнерство и соработка со владата на Република Македонија. Република Финска несебично ја понуди својата понуда за асистенција во реформите во образованието, повторно заради реформскиот профил на владата. Вчера од Израел се вративме со нов ветар во едрата. Реформскиот курс на нашата влада отвара сериозни перспективи за соработка и со оваа земја. И оваа посета беше придонес за нашата определба на Република Македонија да се гледа како пријател и партнер на патот кон НАТО и Европската Унија.
Почитувани граѓани на Република Македонија, како што веќе споменав, владата ги подготви сите неопходни услови за фер и демократски локални избори. Влегуваме во завршница на уште еден израз на слободната волја на граѓаните, локалните избори. Тоа е новата сцена на која оваа влада докажува дека ги враќа довербата во институциите, дека го враќа животот. Создаваме општество еднакво за сите граѓани на оваа земја. Создаваме услови за младите да останат и да работат тука, во оваа наша убава Македонија. Ја препознаваме разбудената надеж кај граѓаните. Решени сме да го вратиме достоинството кај човекот. Ова е влада на граѓаните и влада за граѓаните. Ова е влада од збор. Оваа влада е реформска и отворена и води суштинска политика. Зборот е збор.